Ја слушавте накратко најавата за најважните настани фудбалски, но она што го најавив на самиот старт. Значи, станува збор за едно досие предадено вчера, најверојатно, не се објавуваат многу детали околу тоа кој го предал досието, на 96 страници. Имено анонимно практично досие ќе биде без подписник, едноставно од УЕФА. Побарано е до Европол или Интерпол, секаде различно се среќава. Истрага за 26 надпревари во европски рамки. Токму така, 26 надпревари. Станува збор, тоа го објави Шпигел денеска, за 12 надпревари во купот на УЕФА, квалификациите. 8 надпревари од Интертото. Зборувам, се е ова од оваа сезона. Значи нешто што се играло и минатата година, нешто што се игра и оваа година. 3 надпревари од квалификациите во Лигата на шампионите. И 2 надпревари, ова е многу важно, 2 надпревари од квалификациите за Европското првенство во Австрија и во Швајцарија. Станува збор за вмешаност на азиски обложувалници и станува збор за најголем број од нив се учесници дел од азиска мафија. Барем така стои во извештаите. Инаку, земјите кои што учествувале во овие наместени надпревари, во овие квалификацијски циклуси и надпревари од Лигата шампионите и купот на УЕФА се земјите од Источна Европа, посебно Балтичките земји, Бугарија, Грузија, Србија и Хрватска. Македонија не е спомената, иако пред 2 недели веќе почне една истрага за еден надпревар тука со Македонија Ѓорче Петров, но во овој извештај не е спомената. Не се откриваат никакви други детали. Имено е побарана помош од Интерпол во најитно време овие 26 надпревари да се истражат и да се донесат одлуки. Само ќе ве подсетам дека минатата година за сличен скандал што беше наречен Калчополи, многу помало од овој што ќе биде сигурно мега скандал, Јувентус беше исфрлен во втората лига и Милан, Лацио и Фиорентина казнети. Ќе ве подсетам и на едно европско првенство, каде што тогашна Социјалистичка федеративна република Југославија беше блокирана за настап и на нејзино место настапи на европското првенство Данска. Влезе како аутсайдер и го освои тогаш шампионатот. Ова не сакам ни да помислам, но се случува во моментот на еден ден пред изборот на квалификацијските групи, утре во Луцерн за европското првенство, а ставени се 2 репрезентации кои многу битно влијаеле, 4 репрезентации, практично 2 надпревари, кои многу битно влијаеле за на крај завршувањето на квалификациите за Евро, Австрија и Швајцарија. Дали тоа значи дека можеби ќе се ослободува простор за англиската репрезентација или не? Ова е чисто само шпекулација или едноставно размислување. Не сакам, ни можеби не е ни убаво да се зборува и вие ќе си донесете сигурно свој став, но ова што беше објавено пред 3 часа буквално ја потресе целата европска фудбалска јавност. Овие 26 надпревари ќе бидат сигурно вниманието во наредните неколку дена. Сега одиме со она што го најавив. Само да видам, да, се вклучивме во живо. Реал Мадрид веќе води 1:0. Слушнавте дека надпреварите може ли да се поврземе директно и ќе го имаме тоа вклучување постојано. Ќе ги следиме и двата надпревари кои што се играат на Сантиаго Бернабе. Реал Мадрид против Расинг 1:0 и Алмерија и Севилја играат во моментов. Исто така овој надпревар што туку започна 0:0. Одиме сега со она што го најавив. За нас интересни се квалификациите и пополека да се придвижуваме кон содржините кои што ќе ни бидат денеска тема. Destination unknown, Ги чекавме квалификациите за светското првенство на со овие содржини.
Уште само 4 до 5 минути со продолжението на надпреварот Реал Мадрид и Расинг 3:1 резултатот, а уште 12 минути до стартот на вечерашното каталонско дерби Еспаньол и Барселона. Рековме дека пополека ќе се загреваме, само да кажам дека во најновиот број на eSport веќе има за дербите надпревари кои што вие може да ги одберете и да патувате како што велат на надпревар од соништата. Одиме со мало запознавање. Првиот надпревар во живо оваа недела од Монјуик. Каде е точно? Едно мало подсетување и на стадионот и на местото каде што за 12 минути ќе бидеме во живо присутни. Еднаш само споменавме, а денес ќе пробам да ве потсетам на локацијата каде се наоѓа Олимпискиот стадион. Монјуик не е само обично брдо, тоа е место со огромна зелена површина, место каде туристите не пропуштаат да го посетат. Но исто така и многу контрадикторно во однос на локацијата. Монјуик, брдото кое беше домаќин на најголемиот спортски настан во светот, Олимписките игри во 82-та година, со својата северозападна страна граничи со стариот дел. На Боџан, како што го кажуваат шпанците, Бојан Кркич Перес повторно се очекува со својот блесок, најмладиот и рекордерот по постигнати голови во бројот на годините во Барселона. Тоа беше се, стартуваме за 6-7 минути со каталонското дерби. Останете тука, а наредната недела се гледаме повторно во топки. Утре само да ве потсетам од Местаја во живо. Чао! ¡Madre mía, Messi! ¡Madre mía, Messi, qué jugada! ¡Se fue de uno, de otro, de todo el que llegaba! ¡Madre mía, qué gol! Once again have left out Ronaldinho, the former world and European player of the year.